Презумпцијата на невиност е едно од најважните права, бидејќи секој е невин, се дури не се докаже спротивното. Што значи само судот во точно утврдена постапка при следење на точно утврдени принципи е тој кој што може да донесе одлука дека одреден малолетник е виновен за одредено кривично дело, дека го сторил тоа кривично дело и да препише одредена санкција. Од детската амбасада Меќаши вела дека и при докажувањето на вината на малолетник дека сторил одредено кривично дело, треба да се следат одредени принципи. Тоа е принципот на недискриминација, што значи дека треба да биде еднаквост, рамноправност кон сите учесници во постапката. Потоа тука е принципот на изразување на детското мислење, што значи дека и на малолетникот во текот на постапката треба да му се даде можност, односно мора да му се даде можност да сведочи, односно да даде своја изјава и своје гледање за тоа за што се товари. Исто така на малолетникот му се остава, треба да му се остави можност која што со Законот за малолетничка правда не е целосно докрај утврдено да се брани со молчење. Во текот на постапката, малолетникот има право на бранител, поднесување жалба, а постапката максимум трае 1 година. Зборуваме токму на оваа тема постапување со малолетни сторители на кривични дела. Оваа тема ќе отвориме со господинот Гоце Штириовски, адвокат. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Поздрав до гледачите на македонската телевизија. Законот кој што стапи на сила 1 јули 2009 година обезбеди да речеме солидна основа за создавање на специјализиран систем за малолетничка правда со можност за рехабилитација и ресоциализација на малолетниците сторители на кривични дела или на прекршоци. Ајде малку за ова. Слушнавме пред малку статистиката, за жал говори дека се намалува бројот и на возрастната, се намалува и возрастната граница на сторителите на кривични дела, а се зголемува и бројот на малолетници сторители на кривични дела и прекршоци. Тоа е точно, видите, одличен прилог имавме на, значи, репортажата беше одлична, освен имам замерка во оној дел каде што представникот на Меѓаши кажа дека малолетникот може, значи има право на бранител, односно адвокат, не има право, него задолжително. Значи според овој закон мора малолетникот да го заштити адвокат. Што точно вика Законот за малолетничка правда и што точно уредува? Самиот закон уредува посебна постапка која се е према малолетници. Значи, пред тоа имавме регулирани, законските одредби беа регулирани во оној закон за кривична постапка. Владата донесе одлука по препорака, значи, на поразвиените земји да донесеме специјализиран закон за малолетничка правда, се со цел заштита, значи примерна заштита на малолетникот како почеток. Меѓутоа, главна цел да се работи на намалување на кривичните дела, односно намалување на малолетници кои извршуваат кривични дела, што во Македонија, кажавте, имаме пораст за жал на извршителите на кривичните дела. Меѓутоа, мислам и сметам дека тоа не е до Законот за малолетничка правда, тоа тука влијаат веќе општествените, значи, правила на игра, да ги наречам, да мораме сите и родителите се свесни во какво општество живееме и кои се проблемите во надворешниот свет. Која е разликата помеѓу Законот за малолетничка правда и Законот за кривична постапка? Како се постапува со малолетните сторители на кривични дела според новиот закон? Видете, Законот за кривична постапка сега во овој момент може меѓу нашите професионалци го нарекуваме веќе закон за возрастните извршители на кривични дела, оние што не се малолетни. Законот за малолетничка правда го направивме се со цел специјално да се однесуваме спрема малолетниците. Имаме специјална постапка, специјални правила во таа постапка. Судијата веќе настапува према самиот малолетник како на друг начин, он е свесен дека е малолетник. Самата постапка е пријателска
самиот однос на адвокатот, на обвинителот и на судијата, доколку е судска постапка, се одвива на еден релаксиран начин, се со цел малолетникот да разбере дека сите ние сме таму со цел да му помогнеме. Значи, главната примарна цел на законот, може во прилогот не беше спомената, е да влијаеме малолетниците, значи да во иднина да не извршуваат кривични дела. Значи, како пример, одреден малолетник се огрешил, направил едно кривично дело, се случува. Имаме тим пред се во Центарот за социјални работи како најнадлежниот орган, тим, педагог, психолог и цел тим се собира во се со цел малолетникот да му објасни дека тоа што го направил е лошо и се со цел не да се казни, него во иднина да не биде, не дај Боже, полнолетен сторител на кривични дела за кои е предвидена затворска казна. Долги години ги работите овие случаи. Споминавме дека се намалува возрастната граница. Колку точно се намалува возрастната граница на малолетните сторители на кривични дела? Границата, за жал, се намалува од ден на ден, се повеќе и повеќе. Меѓутоа пак и истакнам дека не е тоа поради Законот за малолетничка правда. Живееме во 21. век. Ние сме во 21. век. Ке напоменам како најбитен фактор, не е ограничен пристап на интернет за малолетниците. Никој, свесни сме малолетниците, никој не ги контролира што се случува на интернет. Знаете што се случи со Фејсбукот, со социјалните мрежи, со Твитерот. Треба, јас мислам, да поработиме законодавно веќе на тие пристап на интернет, што го имаат малолетниците, како да го ограничиме, а Законот за малолетничка правда ќе остане вака како што е. Јас мислам дека е веќе близу до совршен, меѓутоа треба да се доста и работи на тимот што го сочинува и што го имплементира овој закон. Так. Имаме гледач на телефонската линија. Добро утро. Ало. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката, како сонце грее во телевизијата македонска и сите вработени што се на шпицата, и поздрав голем до гостинот. Имам неколку прашања за малолетничка деликвенција. Како ќе кажам од искуство дека секој дете греши. Работев 37 години на хируршки клиники. Се случи еден бол кога едно девојче од 12 години беше донесено да се оперира, што лежи во затвор и дризово или каде лежела, не знам. Верувајте, сите доктори не можат да издржат, ја прашаа мајката. Мајка, што направил ова девојче од 12 години што е донесено во затвор со споровод со милиција? Мајката кажа дека некоја група крадале таму на овој премин Богородица, избегале, не се ја фатиле. Како може едно девојче од 12 години, што сите ние грешиме и ќе грешиме, да биде одма ставено во затвор? Има поправни домови. Па и да убила човек, мислам дека, се рекол, грешат и старијата, сепак децата не дорастат и дете од 12 години, требало да биде во казнено поправен дом. Па таму ќе видат, ако не е добро девојчето, здравето психички, па има и болници. Верувајте, тоа никогаш нема да го заборавам, ми е најлошото искуство во мојата работна пракса. И да кажам дека многу малку родителите си водат грижа за своите деца. Најголеми виновници се тие. И сепак, сакам уште еднаш да кажам дека сите грешиме и ќе грешиме, а децата посебно не може да се стават во затвор, па да направат не знам каква голема грешка. Поздрав, многу и многу здравје. Ви благодарам за јавувањето. Господине Штериовски, казните би требало да се одредуваат според тежината на кривичното дело сразмерно. Тоа е точно. Овој закон предвидува, гледачката, прашањето е, незиното прашање сосем на место, од причини што според овој закон точно на 12 годишно девојче не може да се одреди малолетнички затвор како санкција. Значи, тоа е одговорот на прашањето под број 1. Под број 2, самата гледачка спомена за родителите. Во овој закон точно предвидовме казна, заштитен надзор од страна на родител.
која се изрекува кога малолетникот, значи, ќе се огреши, да бидеме по ќе се огреши, ќе стори кривично дело. Што правиме? Засилен надзор од родители, Центарот за социјални работи може да изврши и судот контрола на оваа мерка и доколку не се спроведува, имаме несовесен родител, веќе може да изречеме друга мерка, а тоа е заштитен надзор од Центарот за социјални работи и како крај на сето тоа може и комбинирана мерка, што јас во искуство гледам дека судот често ја применува. Значи заштитен надзор од страна на родител под контрола на Центарот за социјални работи. Тоа е, мислам и сметам, според овој закон најдобрата мерка за малолетникот од причини што родителот ќе биде опоменат, дека и тој има сноси вина во однесувањето на самиот малолетник, под број 1, а под број 2 имаме второстепена заштита од Центарот за социјални работи, доколку самиот родител не влијае да овој малолетник, значи, се ресоциализира, веднаш ќе интервенира од Центарот за социјална работа. Ќе се задржам на тема ресоциализација. Сите овие мерки се прават со единствена цел, да не се повтори однесувањето на малолетникот кој што сторил кривично дело или прекршок. Колку е успешна ресоциализацијата во Македонија или во кој процент се повторува однесувањето на малолетниците? Имаме успех, но не толку голем. Од причини што ги наведов и пред тоа, тие се некои општествени причини кои влијаат сепак на ова однесување. Имаме разлика по, значи, групи на население, имаме разлика по зависно од тоа малолетникот во каква средина живее, зависно од малолетникот какви родители се присутни во неговиот дом, во какви услови. Видите, сето тоа се прашува во Центарот за социјални работи. Многу е голема разликата дали двајца родители имаме вработени, дали имаме двајца невработени родители, дали е тоа 80 квадрати стан или не. Земете Швајцарија како држава, таму засебна соба мора да има малолетник. Значи не можете доколку имате малолетник да живеете вие во стан од 60 квадрати без засебна соба. Како пример наведувам. Сето тоа влијае. Не е до законот, затоа што законот беше во корелација со германскиот со закон, со италијанскиот, имаше странски експерти. Сметам дека имаме ресоциализација, пред се поради тимовите што се создадени во овој Центар за социјални работи, меѓутоа уште треба да се работи.